Приказна за џунглата. Си беше еднаш еден пантер кој многу сакаше да се шета низ џунглата. За време на една од своите прошетки слушна чудни звуци кои доаѓаа од кај реката. Кога дојде до брегот, забележа едно расплакано бебе што пловеше во постела од трски. Нежно го зеде в раце и го даде на волчицата, која веќе имаше неколку малечки. А малите волчиња пак беа пресретни што добија уште едно братче и му го дадоа името Могли. Могли остана во џунглата и го учеше јазикот на животните. Но во џунглата живееа и опасни животни. Најстрашен беше тигарот Шир Кан, кој на секој чекор го демнеше безпомошното детенце. Затоа волчицата реши да му го даде Могли на мечокот Балу, кој важеше за еден од најголемите и најсилните животни во џунглата. Могли и Балу одлично се согласуваа. По цел ден си играа во тревата и јадеа банани, додека Шир Кан оддалеку ги гледаше и не смееше да им се приближи. Мечокот го знаеше тоа и го предупреди момченцето да не се оддалечува од него. Но тоа беше палаво и не го послуша. Додека еден ден Балу дремеше крај реката, Могли тргна да се прошета. Шир Кан се израдува кога го виде и му се нафрли. За среќа Балу насети дека нешто се случува и притрча да му помогне на Могли. Меѓу двете зверки започна борба каква што никој дотогаш не беше видел. Во тој миг се случи чудо. Заврна силен дожд и еден гром удри во блиското дрво и го запали. Умното момченце се досети што да направи. Зеде неколку запалени гранчиња и му се закани на тигарот кој во тој миг се наоѓаше над мечокот Балу. Тигарот пак толку се исплаши од огнот, што за миг исчезна и никогаш повеќе не се појави. Балу свати дека не ќе може веќе да се грижи за Могли и реши да им го врати на луѓето. Затоа го одведе крај реката во чија близина се наоѓаше едно селце. Могли најпрвен се спријатели со едно девојченце кое си играше на брегот, а потоа двајцата се упатија кон селцето. Така Могли започна нов живот, но никогаш не ги заборави животните од џунглата со кои го помина детството.